холестеролот како најпотценет. Го оставив за крај, меѓутоа кај нас луѓето холестеролот нит боли, нема тука ни главоболки, ни црн дроб, ниту тапа болка, ниту неизран, ниту никаква. И честопати знаеме да го игнорираме покачениот холестерол. Цената за тоа е прескапа. И удира по здравието и на мажи и на жени. Нема тука што да зборувам за диагностицирање, за тестови. Тука диагностицирањето и тестовите се знае што е земање крв, но липиден статус, разбиен холестерол, не вкупен холестерол, а разбиен, ХДЛ, ЛДЛ, да се види каква е состојбата на тој покачен холестерол. Што е првата линија на терапија кај сите овие состојби? Во медицината ние имаме, нели, прва линија на терапија, втора линија на терапија, трета и понатаму. Прва линија на терапија кај сите овие состојби, покачен шеќер, предијабет, покачен крвен притисок, стеатоза, замастен црн дроб, покачен холестерол. Првата линија е промена на начин на исхрана. И ви препорачувам да не го скокате тој дел и да не го занемарувате. Дури и да имате терапија веќе земено. Не ви е доцна да погледнете наназад и да ја направите таа промена, тој пресек. Бидејќи како што е исплатливо за вас да направите промена на начинот на исхрана, на физичката активност, на навиките, на се што подразбира тоа, што е промена на начинот на живот во овие 4 состојби, ништо друго нема толку да ви се исплати како тоа, не само во медицината, општо во животот, бидејќи здравјето е во прашање.